Окей. Значи ова е тоа што ве очекува кога ќе излезете на снег и кога ќе покажете дека јас знам, можам. Ама тоа знам можам не е само за вас, дека можете да ги обучувате и да помагате во учењето на други. Тоа е многу посложено отколку тоа дека ќе може да го покажете. И сега информација што ги пласираме ние тука се токму во таа насока. Јас прво ќе ви ги пуштам линковите, ако може. Погледнете ги и пробајте да препознаете дали нешто знаете. Може се спори врзунка. Значи, ова што го видовте е содржано во овие 7. Во сите од овие можете да најдете тоа што треба. Односно, тие што ќе оценуваат, во Словенија се држат посебни семинари за оценувачи. Што се во комисијата што ги цени кандидатите. Вие ќе видите ценети не на лице место, него видео посните, видео снимка и после тоа помина, не помина. Што да бележка. Нормално. Зашто добро ќе биде сите да поминат, дали ќе видиме. Значи, прво ни доаѓа спуштање право за пирање во клин. Разликата помеѓу клин, фали овде плук. Така? Разликата помеѓу клин и плук е во ширината на опашките на скиите. Клин е ова, плук е ова. Клин. Со клин можете да запрете само на ваква блага падина. Со клин не можете да запрете на стрма падина, со плук може. Децата завземаат плужна положба одбранбена. Сите ова го знаат. Не треба да ги учите. Меѓутоа, ние зборуваме за клин, што зборува дека ги контролираме скиите во хоризонтална рамнина. Така, рамниците се, ама и не се многу закопани. Односно, палците на стапалата. Ова го кажувам, тоа е чувството. Закопај ги палците, му викаш на детето. Ке ги закопа палците и ке успее некако да запре. Значи, клинестата положба е завршниот дел во кој треба вика подмазнај Николај. Сега да ги погледаме уште еднаш поединечно. Значи сега оди првиот вик. Оди имаме што? Спуштање? Браво. Што значи дека имате став. Ставот може да биде висок, среден, низок. Овде е во среден став затоа што не е стрмен. Така. А овдека е во условно низок став. Значи можеме во таа ситуација да направиме најголем притисок преку чевните на скиите, зависно како се постават. Значи ова е тоа што вие го препознавате и ќе бидете трени да го покажете. Прашање. Почнам да свикал сега, дека више на крајот кога застанува. Скоро плук. Ама морал зашто брзо оди. Више почнем клидеш. Да, ама не завршува во клин. Овде е повеќе плук, во право. Значи сакам да кажам дека падинава е стрна и го принудува него бидејќи брзо одеш, да мора да ги расшири сигурно. Јасно, нели? Супер. Ова е? Добро каде сте? Ама преку кој за спуштање? Друга. Само малко. Може да ни принесе. Да. Значи сега, клинот е основниот елемент. Елементот е основен што... Не, нема проблем, никако. Тука сме.
Тука сме. Значи, поврзани клинести свиоци, клинот е константен, тежиште на тело многу малку осцилира горе-долу. Видите? Притисок повеќе на едната скира и се запира во клинеста, сега е клинеста лумба. Може се парна лука. Лакови. Значи овде во овој лик, овие клинести лакови имаат комбинација. Кога се прави свирокот, скиите доаѓаат во спуштање косо, па пак во клин, па спуштање косо, па пак во клин. Тоа е разлика. Цело време можете да приметите дека ставот е идеален на човек. Дали е висок, среден, не мрда. Стапчињата се по тој агол, тело исправено и чисто и мирно. Демонстрација која треба да е прилагодена на тие со кои што работите. Не треба да им покажувате капелерно, така? Супер. Значи, доаѓате до основно христијање и основен свиот без воцнување на стапче. Значи, претходно, просто спуштање, клин, паралелно до ставени скири. Мал клин или воопшто веќе го нема. Ова е баш овој конкретен елемент, како некој е средишен елемент во буката. Имавме еден момент да на парна линија мора да завршиш со поставувањето во таа клинеста или дужна позиција. Да не влезеш во дужна позиција клинеста, внатре под парна линија. Значи тоа е сега тука потенцирано многу убаво. Со тоа што во минатото дори, ако се сека професор броевме 1, 2, 3 да задржиме наводно кружна позиција повеќе, за да како предвежба го увежбаме тоа. Чисто една вака сугестија. Ала. Веќе доаѓа до значењето на стапчето. Чекам. Значи, употребата на стапчето е импулс кога треба да се започне свиот. Стапчето треба да се вртнува правилно. Сте виделе како плетат чорапи некој кога скија? Солидни скијат, ама плетат чорапи. Имаме еден професор по фудбал на факултет. Тој килинг ќе направи вака. Идеален, можете се, ама стапчето го поцнува на погрешно место и во погрешно време. Стапчето по правило, ако е во скијата, се поцнува од стопалата некаде на предниот дел, не може да влезе вертикално во снег. Не вака за да се влечете, не вака за да касите. Значи, тоа е синхронија која со верување, веројатно да знаете, ви ќе го покажете тоа. Може? Ево. Има осцилација на тегиште горе-долу. Карми? Само нема многу осцилација, така само ги носи скиите на равни. Значи, уште да спорам. Не, ова е наредно. Има јасно ставам. Уште има Значи, гледајте. Никој не скија таму, ни текмичари. Они околу нејзе така прават трикови. И се најбрзи. Кој е најблиску до падна линија, тој победува, ако не направи напака, грешка. Значи, целта во скијањево е како да ја совладате падната линија.
Вие или тие што ги учите? На колку начини можете вие почетниците да ги помирите преку падна линија? Ставно е. Не многу. Почетници. Како? Косо спуштање, седнува на газ. Ги препарва скиите на другата страна. Косо, убачува. Или ако веќе знаат да прават свилци помалку, ги носите широко по падна линија, широко без голема брзина, наместо 3 свилци ќе направат 30 и ќе стигнат таму кај што треба. Значи целта е да се победи тој Њутон што стално не тера да паѓа. Тоа е финтата. И целото скиење и задоволството е околу таа линија. Било каде, дали е длабок снег, дали е ваква тепка или која. Широкотник. Значи овде се паралелни свилци во некој поширок коридор. И тој коридор овдека не е повеќе од 6 метри. Се зборува за контрола на тој што го прави тоа. Има се, има став, има боцнување ставчи уште еднаш. Видете дека неговиот став е перфектен. Готово. Вие видете се, снимете се и дали сте близки до ние бараме перфекција. А не ли ова демотим што да ќе најдеш? Што и вие сте демотим, што ќе демонстрирате? А што ќе демонстрирате? А вие се учители. Овие се учители за деца. Овие се учители за инструктори демотим. А не е ова демотим, ова е од испит, од семинар во Словенија. Сакам да кажам дека основна школа е. Значи, вие мора да се трудите да бидете перфектни. Зашто? Давањето на знаењава ентропија. По пат да се губи енергија. Така. И вие тоа што ќе го покажете, детето ќе го прифати с 50, 60 и 70. 20% нема да ги фати. Што повеќе фати од сликата ваша, сте го добите. А сега, ако му покажем ја лоша слика, што е 50%, и тој 50% однесе 20% и ќе го убиве. Значи, демонстрацијата мора да биде идеална, соодветна на тие што работат. Јас имам еден метод, мислам дека нема место, се вика метод на контраст. Проверен во практика во скијање, ама и воопшто во движење. Работата се состои во тоа дека тој што учи и тој што покажува може ликот да го изведе идеално и може да го изведе најлошо што може. Знаете што значи тоа? Инструкторот покажува како не треба, а се го покажува како треба. Истината е во средината. Затоа што сликата на тој што го покажува тоа, вие како демонстратори, како учители, ова можете да го покажете во забавено движење, slow motion. Пушташ човеков, кон покажува на жолтиот лист успорено се. Што значи тоа? Му давате шанса на тој што го гледа тоа подолго време да се дружи визуелно со ликот. Тие се методи што функционираат. Тој што знае да направи брзо вака, знае тоа да го направи и многу полека и да не сгреши. И сега вака како направиме вие, и што направи не видов. Ама сега ако ми направиш вака, не треба видеокамера, него директно му покажувате. Сакам да кажам, тоа се постапки што функционираат. И тие треба да се користат. Јас сум ги користила, вие вашиот избор што ќе работите, меѓутоа во овој ден мора да поврзани со ликове, пример, широк ходник, некој што 10 метра ширина, некој сега пример сиоци Тесен ход. во тесен, или имаш Последно. Или предпоследно. кои димензии, распон, 20 метра, 10 метра. Доаѓаме до што? Може да кажеш како Кади словно, там што ќе кажеш? Значи, вака, значи, да се добро за моја професор, значи, Што некој од нас не иде во школи, само ги учеле телевизија, не биле на ТВ. Никола, нема на див, не значи ништо тоа на див. Имаме чутуци на див и за скијање, и за фудбал, и за кошарка. Немојте така, тоа не гарантира успех. Никола. ќе го демонстрирате ликот, значи, на полагање, пред да се дојде на полагање, ќе има многу предвежби, кои ќе се вежбаат за да се дојде до ликот. Значи, самиот лик ќе се вежба. Значи, целта што треба да ја покажете вие, кога ќе бидете на полагањето, со видео снимка, значи,
треба значи, да се прилагоди брзината, значи тоа ќе биде работи клуб сигурно ќе биде на жолти. Ќе треба со одредена брзина, значи не сме да тоа брзо да отиде да ги пушти. Контролирано. Значи мора да биде брзината прилагодена спрема ликот. Значи скиите мора да бидат во иста позиција. Ако правиме плужни завои, скиите не може да одат. Значи скиите треба да ја задржат таа клинеста позиција и цело време да бидат со иста брзина. Значи друга работа, тука се оценува позиција на тело. Значи телото мора да биде напред, не смееш ти додека се скиеш, дека го покажуваш ликот да правиш додатно движење. Значи скијањето се во скијањето склучува течно и мора да се види и растеретување. Затоа и они покажуваат се понекад, значи да се види во кој момент се растеретува тежината од долна скија на наредна долна скија. Значи, амплитудата на движење, ритамот, дали е ритмичен, дали има гибање во колената, нема гибање, како ги држи рацете, ги држи напред, ги држи во джеб. Значи, сите тие аспекти ќе се земат во обзир и на крај врз основа на тоа ќе се даде оценка за ликот. Значи, не треба ништо да се плашите, со вежбање се постигнува. Значи, ја ќе ви дадам пример на мој пријател, на 24 години почна да се скија. Сега работи на Кополник, значи работеше на Јаковина, е во демотив на Србија. Ви пуштам видео, човекот нема да верувате како скија. 24 години прв пат стапнал на ски. Значи, само со работа, со вежбање се постигнува, да знаете. Значи, болја работа и се ќе биде. Значи, од прилика, тие работи ќе се оценуваат. Ама, подникот. Подникот зависи ова како кажа Никола, брзината на скијата, радиусот што можете да го искористите и колку можете да ги пуштите скиите. Например, широк ходник, цел свиок кој ќе направите, со комплетен радиус на скијата, ќе ви го направи свиокот идеално од фабрика. Тој е широки. А овој другиот ќе биде скратен, гледате, во тесен ходник. Значи, просторот омеѓен за тесен и широк не може да се обележи овде да удриш овде. Оверна, туку тоа е тука ќе се движи. Нема бегање од тоа. Тоа се работи што се логични и што функционира. Добро, ориентацијата е ширина на ратрак. Да. Отприлike ширина 1, 2, 3. Ние тоа каже, кажеме така, брзи ќе биде колкава е. и хитро биогани. Нели? Со тоа уште посетно. Има историја. За испит како изгледа тоа. Не се секире. Демонстраторот за испит ќе го покаже и ќе видиш дали го прави. Воопшто да не се секирате за тоа. Вие треба тоа да го имате. Тоа треба да го имате во библиотека, го вадите го покажувате. Тоа е тоа. А кај ќе биде и како ќе биде? Јас сум видел во Словенија на камин на семинар, на времето во словенска скијачка школа тоа беше словенска. И ова се све словенски работи повеќето. Ние работевме основна техника на еден терен, јас за групата словенци да 5-6. Не обработен терен, ништо. И плук, и основен свиок. А бе, вака, хаос, они пливаат, уживаат. Не е дали има грбки, дали има ратрак. Каков ратрак, нема врска. Ти викаш, овие знам. Значи скијачот треба да може да ја прилагоди неговата техника према условите. Тоа значи снег пак отстрани на едно друго. И така да ќе ве зачуди дека некој со техника што за нас е несоотлик на скија во некои необични услови. Тоа кога можете да се скијате во секој вид на снег, е право задоволство. Во меко, на смрнато, на стакло. За хиршев посебно стазата ја спремана. Посебно. Не джамп, диамант. Он се гледа некој лета за скијат. Другите детали. Значи, одиме понатака и да стигнеме до последното. Потесен ходим, така? Защо? Некој од не ме слушаат. Потесен ходим, така? Значи сега, доаѓаме дека човекот што го прави ова ги крати свиоците, не го чека сериот како велефално свиот да изгледа. Видите, е процесно и ги носи скиите многу повеќе на што? На равници. И ова е прескок која се роди во напредниот дах. Тоа би било тоа. Ова ќе го добиете со тоа што? Ние ќе се обидеме да ви ги приближиме овие работи што повеќе може. Се видиме на снег, не? Ќе пробате, ќе видите каде сте, ако примате сугестии,
ние можеме нешто да сугерираме, ако мислите дека се окей, тоа е супер, зашто секој скијање е добро скијање. Ја мислам дека сум најдобар скијач на земјинова топка. И тоа е топ. Тоа чувство треба да го негувате и вие, ама треба да се трудите да видите каде се наоѓате во однос на тоа што е пропишано, запишано или треба вака или онака. Имате ли прашање? Слободно. Да објасните како ќе изгледа на снег практично кога ќе како ќе почне да е нови како Јас се носам со идеја. Не. Например, убаво прашање. Ако можам да ги најдам сликите, ќе ги одговорам на прашањето, може да го затворам, ова мислам дека не ми скара. Генерално ќе има обука, така. Нема да има ситуација да бидете испрашувани да демонстрирате техника. Така е планирано претходно да има обука некоја. Основната обука ќе има и од ваша страна и од наша страна заеднички обуки. Тоа што сметаме дека треба да го совршите, да го добрите така со некои пристапи вежбички. Мислам дека тоа е концептот. Еден ден сигурно ќе биде обучување и професорот. Јас сакам да ви кажам нешто. Ние во наставата скијање, имавме колоквиум 1 и колоквиум 2. Практично. Теорија си е важна. Во колоквиум 1 за елементите од основната скијашка школа. Таму билоше клуб, спуштање право, спуштање косо, основен свиот, клинести свиоци и ние имахме направено полигон. Од ова, значи, до ова спуштање право. Од тоа до другото спуштање во клин и до третото запирање во клин или во клуб. Полигон 1. Полигон 2, другите ликови, ставени, нема никаков проблем. Зашто, како ќе биде поставена задачата, воопшто не е важно. Вие треба да можете да исполните. И да се отговорите дали ќе има снег, дали ќе биде изградено или нешто друго. Тоа е наше. Ваше е да демонстрирате тоа што се бара за да носите знак. Јас сакам Во све ова јас како што го резумира поглед, доаѓа за почетници. Наша школа што сега во моментот Јас ќе ви одговорам пред да прашам. Да. Значи, овој семинар е првото ниво. Прва конвенција. Меѓу вас има дисциплини на ИСИА. Четврто ниво. Ја. Кој има нека дигне рака четврто ниво? Ја имам трето ниво. Браво. Четврто одделение, трето, второ, прво. Имам и прв ниво мајстор пред 10 години. Слушате? Јасно. Значи имаме меѓу вас и луѓе што веќе ги поминале овие работи, меѓутоа сега треба да си го верифицираат присуството и да излезат желба дека ние ќе се дружиме со вас и ќе се бидеме должни да доаѓаме, да се видиме, да видиме дали нешто се менува и си го обновуваме тоа што го имаме како информација. Значи прашањето е дека ова ќе биде прво ниво за сите.